Јас сум Тодоровски Роберт, оперативен директор во Клик Нијади. Идејата за Клик Нијади всушност е многу спонтано настаната. Имено сопственикот и CEO на Клик Нијади живее нели надвор државата. Тука на гости кај неговите бил, си седеле у дворче, си правеле муабе, си уживале и дава предлог да еднаш нарачаме некој вебсайт, кои вебсајти се во Македонија, нели, за да може да нарачаме храна од ресторани. И едноставно му кажува дека нема нешто такво. И он на шала вика, па да отвориме ние. И верува ли не, после неколку месеци почува приказната за Клик Нијади. Како и секој стартап, Клик Нијади беше прво својата дејност во Македонија. Се соочивме со голем скептицизам од страна на нашите партнери, рестораните, најблиското опружување. Едноставно дека овој тип на сервис не би успел во нашата земја. Но еве, веќе правиме 6 години од нашето постоење и броиме повеќе од 250 ресторани со регистрирани 70.000 корисници на нашиот вебсајт. Клик Нијади многу скромно почна, значи со еден лаптоп у дневна соба и со 20 доставувачи. Минатата година остваривме обрт од 2 милиони евра на нашите ресторан партнери и исто би се пофалил со еден факт, а тоа е дека просечна нарачка од нарачување до достава на Клик Нијади е 36 минути. Прво нешто што направивме е воведовме бесконтактна достава. Втора работа која направивме за да ние охрабриме и да дадеме инсентив кон нашите корисници и кон нашите партнери, ја намаливме доставата на, се разбира, на наш трошок. Се почнуваше од 0 денари достава, се со цел да ги мотивираме рестораните да останат отворени тој период, затоа што стварно имаше големо разочарување меѓу нив. Некои од нив остана отворени и видоа голем бенефит од тоа. Една позитивна работа која остана е тоа навиката на луѓето си нарачуваат. И кога малце олабавија мерките, кога луѓето може да додат по ресторани и почесто, се уште нарачуваат и го видоа наверојатно бенефитот од тоа лагодно да можеш да си нарачаш од лаптоп, од дома, од мобилен и за 36 минути доставувачот се појави на вашата врата со топла храна. Првенствено добра идеја и идеја во која верувате цврсто во неа, истрајност и never give up attitude. Тоа е многу важно затоа што конкуренцијата е голема и само најдобрите успеваат во e-commerce. Буквално треба да сте многу фокусирани, многу да работите на самиот проект и на крај ќе се исплати.